Прекрасен петочен ден, не наликува многу ни на зима, што значи мислам дека сте во добро расположение да стартуваме со петочно издание на Црвена линија. Па, драги мои, вечерва се чека православна нова година или како што ја викаме Стара нова година. Се совпаѓа со празникот Свети Василий или познат во народот како Василица, кога се палат огнови, а децата одат по куќи, пеат пригодни песни, за што добиваат подароци, а во домовите се прави пита со паричка. Од Божик до Водици се некрстени денови, кога се појавуваат зли демони за кои се верува дека се опасни за луѓето. Па народот за заштита превземал разни игри со маски, за да ги истера, но секаде со различни имиња според имињата на учесниците. Во Охридско – Василичари, во Битолско – Бабари, во Скопско и Тиквешијата – Джаламари, во Разлошко – Сурваскаре, во Егејска Македонија – Ешкари. Денешната тема, драги мои, е какви се обичаите и верувањата во вашиот крај. Денес стартуваше вевчански карневал, Василица огнови, детски песни за подароци и пита со паричка. Православна Стара нова година, а денес е и, верувале ли не, петок 13. Многумина го сметаат за баксузен ден, но за некој и ден за среќа. Кои се, значи, обичаите и верувањата во вашиот крај? Верувам дека добро си ги знаете обичаите, сакаме да проговориме токму за нив во ова денешно издание, а ќе ве потсетам дека сето тоа можеме да го направиме и на социјалните медиуми, доколку не заследите на Facebook Црвена линија, ќе потсетам и Twitter. Кликнете и на профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што ги објавуваме нашите теми и секако задолжително Инстаграм, да, затоа што доколку сте дел од инстаграмското семејство и кликнете на Инстаграм Стори, ќе се отвори едно вакво прозорче на кое што стои денешната анкета. Ве прашуваме, дали сте биле во Вевчани за време на карневалот? Одговарате со да и не, а ќе ни биде и драго ако имаме јавувачи од Вевчани. Црвена линија, секој кој што ќе се јави, секако ќе го праша и има ли вечерва пита со паричка на вашата трпеза. Ете, верувам дека сте подготвени и зошто да не проговориме за обичаите и традициите. Сепак тие се еден неиздвоив дел од нашата традиција и секојдневие. Имаме гледачи, добар ден во Црвена линија. Добар ден. Стара нова година или Василица се славе во штабовите на СДС. Така да тие што се членови, симпатизери, гласачи, слободно нека идат таму, ќе има закуска и нека си ги кажат нивните незадоволства, дали за струја, дали за било шо, за поскапување. Така, од каде ни се јавувате? Од Кавадарци. Од Кавадарци. Какви се обичаите и верувањата во Кавадарци? Обичаите, од порано многу се славело тоа, ама за Джаламарите што се од Бегниште и не знам од кое друго село се сретнале во некое село, па така бил адетот кога се сретнат од две села Джаламари, се те пале до смрт тоги. И од тоги тоа тие и настан дали така, тоа е познато. Или кај настанал, тие настан и од тоги веќе така не шетат по села, мислам по селата па го има у Бегниште, Ресава, тие такви села ги има, ама не одат во други села далечни за да се пречекат со некои други па да се тепат со стапови до смртот. И тоа не знам кога се десило. А вечерва ќе има ли на вашата трпеза пита со паричка? Ќе има. Одлично. Дали паричката ја баравте и на Бадник? А бараме и кај ми не падна. Па браво. Ете, ова е најубавата и најважна вест. Благодарам. Многу што ме слушате, пријатно. Секако продолжете да не гледате и ве драго ни е дека и гледачот кој што се вклучени откри дека ќе има берикетна година според верувањата, бидејќи на Бадник паричката токму паднала кај гледачот од Кавадарци. Зборуваме за обичаите и верувањата во вашиот крај, вашиот град. Секако верувам дека сте запознаени со традицијата на местото во кое што живеете. Ќе ни открие многу повеќе и следниот гледач. Добро вечер. Добар ден. Па нека биде да се уште е добар ден. Од каде ни се јавувате?
На телефон е Крсто Трајков од Пробиштип. Од Пробиштип. Пробиштип е супер град, сум била. Па Иве, какви верувања и обичаи се традиционални за Пробиштип во ова време? Традиционални пале се оди на вечер, цела вечер се седе, дома си играат се карти. Така и До комар, 12 значи. сата кеска се игра карти. Сабајле младите идат од куќа на куќа, како на Коледе. Тоа е тоа. Така, вас е најдраго што вие кога правите нешто врзано за обичаите и традицијата? Најмногу сакате да учествувате во што? Како најмногу... Да, вас најмногу ви е интересно кога се палат огновите и ве... Оди кога се пали и греен ракија кога има околу него. Така, дали сте вие задолжени за ракијата? Не. Не. А дали ќе има на вашата трпеза пита со паричка вечерва? Господјо, не. Имавме на Божик. Да ви кажем на работа, што многу грешите. Не постојат 12 некрстени денови. Колку Затоа постои? што Исус Христос е крстен на 30 годишна возраст. Значи, од неговото раѓање до неговото крстење има 30 години, а не 12 дена. Добро, Тоа треба... Молам? добро, ве слушаме. Тоа е тоа што треба да го исправе МПЦ. Така, благодарам многу што се јавивте и имавме и гледач од Пробиштип, интересни информации. Одиме со следен гледач. Добар ден. Да, добар ден. Како сте да прашаме? Добро, поздрав до вас и до телевизија Телма. Така, кога зборуваме за обичаите и верувањата, Иве... Обичаите, искам да ви кажам, јас потекнам од пелаганискиот дел, од битолскиот дел од тамо. Кај нас Василица се слави од вечер, другиот ден се шета, се збираат тие колбаси, сланина и така натаму, али вечерта на Василица во цел пелагонски дел, почнувајќи од Прилеп, Крушево, Демиксар, Ресен, Битола, паричката се става на Василица. Затоа што таа нова година треба среќа да завеси. Иначе, по православниот календар, тоа е секаде така и нема тука обичај. Ова што се прави на Бадник, тоа е паганство, чисто паганство. Затоа што среќата доаѓа на православната нова година, а не сега ние ќе правиме кој како сакаме. Идео на Мотетово што го видовме, пазете, на Бадник прават, што е тоа? Што е тоа на Бадник што се прави? Затоа тоа подхитно православна црква треба да ги коптира сите православни граѓани, да му кажи што се, како се и од каде потекнува и што треба да слават. Затоа вечерва се става паричка, кој ќе ја најди, ќе му биде цела година среќа. Ви благодарам многу. И ние како Црвена линија благодарни сме што се вклучивте во ова денешно издание, ама ќе потсетиме дека денес, еве верувам и тоа знаете, е петок 13, озлогласена дата, многумина веруваат дека е баксузен ден, но за некој знае да биде и среќен ден. Каков ден е денес, еве ќе не открие и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас. Голем поздрав и до вас. Па јас сакам да кажам, вечер ќе одат кајна, со магаро се гавит, вечер одат старите по куќите. Што бираат, што јаболко, место, што дана по куќи и колку пајче совер, а утре вечер, кај има неженети моби, неженети ерџини, таму се прави тоа, банчетка вика, таму се прави. А паричката вечер во Македонска войска прави се, ама сега луѓето целија, мислам да едно место се прави во Гостелани. За Бадник правите ли лепче со паричка? Црквено. Да каже огнот е пагански. Како пагански? Зашто да грееме? Како пагански уголот? Да каже црква пагански уголот. Абе огнот е за греење, не е пагански. Ако го нема огнот, го нема ни луѓето ги нема. Така каже се стали. Утре сабарето, децата ќе дојдат, и вече продена. Но речета, ова е че кој што има, даде, и това е тоа. И паричка, месец се кара земник, се става
паричката во Желникот. Во Желникот, за да имаш... А дали сте биле во Вивчани на карневал никогаш? Съм бил. Какво е чувството? Бил съм, добро ме. Бил съм многу, кај ме го Така, драго, ние ви имавме гледач што бил и во Вивчани. Ви ги охрабруваме гледачите од Вивчани да ни се јават и да ни пренесат дел од атмосферата и да извојат зошто е важен Вевчанскиот карневал токму за нив. А кога сме кај Твитер заедницата, бидејќи напоменав, ете така се погоди денот да биде петок 13, малку знаете дека твитерџи се шегобици, па Јаковлевик еве приложува една фотографија на која што нели треба да се достави ова една мермерна огромна плоча, а самиот напишал вакво нешто на петок 13 никако, со оглед на тоа дека е датум во кој што за кој што многу ми наверуваат дека е баксузен ден, но не мора тоа така да значи. Така да петок 13 може да биде среќен ден. А најважно е дека јас сум среќна, имам гледач на линија. Добро вечер или добар ден? Добро вечер и убав ден. Вам и на Најубав ден. вашата екипа. Прво го поздравувам тој што ме уклучи. Да му даде Господ здравјенце, мир и една невестичка и едно со пуни раце да му биде душичката. Вака, јас бадник правев, ама бадник заедно со лепчето и баничката. И мене ми се падна и убаво, од честитки. лепчето и од баничката. Бадникот. А Василица ја не месам ни лепче ни ништо. Само за кога ни се роди Спасителот наш. Тогаш ставам, а друго не. А тебе ми ти пожелувам се најубаво злато на мајка. Ах, да имам едно синче, па би ти правила знаичка. На устата катанче, а на нозете тркалца. Само ти речи оп и јас скок. Скок. Благодарам многу за пријатно. убавите зборови и жилби и секако ќе ви посакам и вам се најубаво пред се да ми бидете здрави, весели и среќни и да гледате се што има да понуди телевизија Телма, секако да останете со црвена линија. Мора да го покажеме овој твитер. Мислам дека за мене еден од најинтересните твитови за денес. Боки алтер его. Еве сликата, ова е една фотографија, милион зборови, каде што банката едноставно дава допис дека постои прилив на средства. Што значи убав петок 13. Ете, одлично кога ќе можете да прочитате дека имате прилив на средства. Ја имам прилив на гледачи на црвена линија. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам. Од каде ни се јавувате? Од Прилеп. Од Прилеп. Ајде малку Прилеп е богати со традиција, обичаи, верувања, па еве што би издвоиле нешто што е карактеристично? Кажам дека дали че има вечерва пита со пари. Питата со паричка ќе биде после 00 часот. 00 час. На Стара Нова година. Така. И Кои се другите обичаи, еве? Што би издвоиле од вашата традиција за прилипчани? за Прилепчани, значи се прави мазник. Така. Ние викате пита, ние го викаме мазник. Мас. Тоа е рачно изработена кора, мазник, со паричка и утре сите на трпеза го бараме парец. Дали за бадник еве делевте липче со паричка? Нема шанси, тие работи се за нас непознати. Непознати. Дали може би сте биле никогаш во Вивчани за карневалот? Да, 2-3 пати сум бил. Какво искуство еве? Што е нешто што ви остави впечаток? Танците се приближно со нас, со Прилепчани за тие да ги наречам популевски адети. А вашиот карневал кога е? Нашиот е на Прочка.
на прочка. Така, Прилепчани се навистина едни од ретко шармантните шегубени жители на оваа земја и си ја ценат и поштуваат својата традиција. Благодарам еве што ни пренесовте како изгледат всушност во овие денови Прилеп и кои се главните обичаи и традиција. Ајде да видиме што ќе ни открие следниот гледач. Добар ден. Добар ден, следниот гледач се јавува од Тетово. Од Тетово, како е во Тетово еве за Стара Нова година? Во Тетово секогаш сме поразлични од сите останати градови кога е во прашање православието и обичаите околу сите празници, почнувајќи од Бадникот. Значи за Бадник кај нас е голем фестивал на подмаски, тогаш се палат огновите. И можда има некое позитивно размислување бар од моја страна, затоа што во очекување да се роди Исус Христос, нели ноќта, Така. а причината веројатно пошто им било ладно да се стоплат, и мислам дека тој обичај е убав. Меѓутоа, минатата година за прв пат една наша граѓанска иницијатива, зошто во Тетово имајќи 12 цркви православни, на православна Нова година Василица не направиме да во 12 часот чукнат сите камбани во Тетово и Тетовско. За прв пат минатата година го направивме тоа, со тоа што во сите тие храмови имаше пита со паричка, зашто во Тетово е традицијата на Василица се дели пита со парича, не на Бадник, значи сегде различно, но ние сега тоа го зголемивме на една поширока граѓанска иницијатива. Ке подсетам дека 90 секунди е време трењето, ама и бескресно сум ви благодарна еве што ни откривте сушност, особено од минатата година, како тетовчани, ќе кажеме еве во името на овој празник Василица збратимени, го одбележале овој ден и меѓу другото еве традицијата верувам ќе продолжи и вечерва. Одиме понатаму, убаво е што се јавувате и еве да научиме нешто повеќе и за обичаите, и традицијата и верувањата на вашиот крај. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам. Од каде ни се јавувате? Од Битола. Ајде еве, за Битола што ќе издвоите вие? На која традиција и обичај сте најгорди? Вака сега, ако зборуваме за паричката која е реално денески вечерва или утре преку дено да се заврти, мислам тоа е во ред. Никако на Божи кона што Скопјани го прават и други некои градови. Традиција стара од баба пребаба, паричката се врти утре. Заради што тогаш кога собрал пари, сега не знам јас имена на светци, али не е битно, па како да му ги врати, ги ставал во лепчето. Зато утре се става паричка или вечерва, ајде. Вечерва на полнок некој го прават тоа. Така, може и така, али вечерва е традицијата. Али многу кај нас, толку е наша вера слободна, што кој како сакаме си правиме, па така и Скопјани, еве претежно реков, тие на Бадник. Не може така, тоа не е тоа. Тоа сами се негираме. Друго не знам што да ви кажам. Дали сте биле еве некогаш во Вивчани на карневалот? Да, и утре ќе одам пак. Ќе одите утре, со кого ќе одите? Со мојата жена. Да ја поздравите многу и се разбира, верувам што одите и годинава презадоволни сте од тоа што се случува таму. Тоа е традиција, крај на мојавето. Драго ми е еве што се јавивте и драго ми е еве што ни откривте дека токму утре со сопругата ќе заминете за Вивчани и ќе бидете дел од Вивчанскиот карневал. Меѓу другото ќе потсетиме дека е еден од најстар во Европа карневал. А кога сме еве можеби некој сака да се позанимава и со овој ден петок 13, не можеме да го прескокнеме тоа. Знаете дека луѓето сакаат еве да зборуваат и за денови кои што веруваат дека се малер денови. Па прашањето на Охриѓанче на Твитер е многу интересно, прашува кој ден се паѓа петок 13.
Одиме со гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Секој добро, од каде ни се јавувате? Од Скопје се јавувам да ги поздравам моите дечиња Мила и Никола, прво ве гледаат. Така, јас ги поздравувам. Сега... Благодарам, од аеродром. Па на кратко, за верувањава, да ви кажам, ние имаме преубава традиција, преубава религија, греота, што, например, децава ги учат у прво оделение за денот на вештерките. Малце не е наша култура, ние учевме англиски јазик, сепак учевме. И не учевме тоа. Така, тоа се трендови кои што се превземаат во Да, ама премногу не е нешто тренд, ја мислам дури може да е финансирано од Министерство за образование, затоа што премногу е нападно ги тера децата да цртаат ѓаволи. Кога реагирав јас на дека ние сме православни, ја во Лондон сум живеел иначе долги години и таму се почитуваат сите религии. Викам, тоа не е наша православна религија и викам вика, па они децата ќе научат како се вика пример тиква. Па викам, ние јадеме печена тиква, викам, за време на бадник. Не мора да учат да цртана како вештер тиквата. И тоа, имаме преубава традиција, преубава религија. Дали сте биле во Вивчани, да прашам? Во Вивчани на карневал дали сте биле никогаш? Не сум бил искрено. Премногу ми е нападен, ја превише сум за позабавни карневали, искрено. Позабавни, добро. Секоја чест за вевчанци, меѓутоа малце поблаго треба да идат, повесело. Повесело, добро. Верувам, ако не гледаат од Вевчани во моментот, ета ќе земат во предвид да, нели, тоа, односно тематиката на карневалот, како што вели гледачот, биде малку повесела. Добро, одиме понатаму. Добар ден или добро вечер веќе за следниот гледач. Ало, добар ден. Секој добро, од каде ни се јавувате? Ало? Ве слушаме, добар ден, од каде ни се јавувате? Благодарам, ако сум јас, благодарам. Ајде, прво да кажам, нека за многу години се што се случува во Македонија. Празници, делници, нови години, стари години. Пошто заслужуваат македонците ова се што се случува да го практикуваат, да го почитуваат, да го одржуваат, пошто верата се одржува со практикување на нештата. Инаку ќе не снеме и како вера, и како нација, и како народ, и како се, пошто се е сведено во капитализмот и капиталистички земји на уништување на обичниот човек. Затоа се појавува сега ова толку голема различност и се уништуваат младите. Јас не сакам да бидам толку со лошо гледање према оваа работа, меѓутоа сиромасите се уништуваат со глад, пошто децата на сиромасите гладуваат, јадат недобра храна и се болни. А децата на богати тие се уништуваат од многу пари. Добре, од каде ни се јавувате? Алкохол, од каде ни се јавувате? Одат гори мекиња, гори грбиња. Затоа би ги замолил докторите со помош ваша на новинарите, да ги повикате да кажат како да се облекуваат децата, младите, како да се маленките бебиња до година-две, дали треба да носат капи или не. А не мајките ги ставиле во железни колички, тие облекле бунди. Благодарам за јавувањето и тоа што искористивте своите 90 секунди. Јас ќе посетам, денес зборуваме за обичаите, верувањата и традицијата од вашиот крај, затоа не случајно ве прашувам на самиот почеток од вклучувањето од каде ни се јавувате, бидејќи навистина може да ни откриете нешто специфично, нешто што јавноста можеби досега не го знае за вашиот крај, односно какви обичаи, верувања и традиција постои. Добар ден. Секој добро и вам, вие сте во црвена линија, дали се слушаме добро? Добар ден. Добар ден, од каде ни се јавувате? Јавуваме се од Злетово. Злетово, еве, многу малку можеби некои знаат луѓе што е карактеристично како обичај и традиција во Злетово, па еве да ни откриете. Па у Злетово ние го празнуваме Василица, децата одат вечер како сурвари. Така, намалете го тонот на телевизорот. И тој го празнуваме. Мојот внук беше на надпревар
за сурва од Узлетово, пробиштивскиот рудник и од беа во Карневалот и добија второ место. И освои награда, верувам, така? Да, не Еве, само Црвена линија и честито за наградата. моделение. Ајде малку да ги пообјасниме овие традиции сурвере, што значи, како изгледа сето тоа. Епа како направат тиква и у тиквата запалат свеќа. Така? И одат по куќите, сурва, викат и ги даруваме. Кој што има јабука, ово, ама највечко пари сакат. Во последно време повеќе пари се сака. Дали им сте... Да, исто така и за Коледе, а кај нас паричката се деле на бадни вечер. Така? И така, јутре Василице си го празнуваме, вечер ја празнуваме, моите синове снаи ќе одат во кафејаната во село Злетово, ќе терат стара нова година. Така е. Голем поздрав до целото ваше семејство и честитки за внуката. Се разбира што освоила награда со својата маска, а останува и да посакам убаво да си поминете од целата екипа на Црвена линија. Одиме со еден твит на Миријана. На Твитер малку повеќе сме сконцентрирани и со оглед на тоа што им е особено и на Твитерџи интересно дека денес е петок 13. Но Миријана пишува прв петок 13 во годината. Тоа значи денес е таков петок прв 13. За мене број 13 е навистина среќен број. Двајцата мажи кои најмногу ги сакам во животот се родени на 13. Црните мачки ги обожувам, а петок е и супер ден уште од она време кога се читав забавник по завршување на училиште. Што има да не се сака, се мисли на петок 13. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Јас верувам дека тонот на телевизорот е намален целосно и дека ќе зборуваме само преку слушалка. Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден. Од каде ни се јавувате? Се слушаме. Супер, од каде ни се јавувате? Стишете го телевизорот, ве молам. Добро. Се ние се јавуваме од Охрид. Од Охрид. Ајде малку за Охрид, традициите, обичаите. А иначе сме од село Сируна. Обичајот за Сируна да ви кажам и за Охрид. Ве слушаме, продолжете. Да ви покажам. Ова е стара нова година. Се слави секаде во Охрид. Нема човек што не ја слави. И се слуша убаво. Да, одлично, продолжете. И за нова година паричката се бара во 12 сат од ноќта. Некој село ние, село порано сега нема. Село имаме, се правија бабари и вика Продолжете, зборувајте слободно, не чекајте. Ни се исклучи најверојатно гледачот. Еве јас ќе го замолам уште еднаш да се обиде, но следното јавување да биде со целосно намален тон на телевизорот, бидејќи навистина гледате се повторувате и не се слушаме добро. Да зборуваме преку слушалка. Добро вечер. Добро вечер, дали сум на линија? Да. Еве да се потсетиме од каде ни се јавувате. Нашите обичаи се многу интересни. Ние овдека славиме, значи Василица, не Коледе, да речам, паричката е на денешен ден се става. Од Охрид бевте. Така да за нас е попрактично тоа, бидејќи фактички ние ја врзуваме, не ве слушам, со Василица со стара нова година. И за мене е нормално да се прави паричка и да се слави Коледе на овој ден. И нема потреба ние да славиме заеднички со католиците, бидејќи тие наводно 25 декември, паради постите ние за нова година нормална, да речеме, одиме на нова година, пост, а јадеме свинско. Затоа ми се чини дека е правилно да си празнуваме секој својата нова година, да речеме, нашата ќе биде старата и нашите обичаи се, значи, на овој ден, посебно во нашиот крај, повеќето граѓани не прават лепче, но сукаат. Значи, сукано се става, во него се става паричката и негде како околу полноќ се крши тоа, се дава прво на Господ, на куќата,
па на најстариот домаќин, поред и на најмалечкото бебе кој го има, и сите, значи, бараат кај кого ќе се најде паричката, тој ќе биде среќен и тој се дарува од сите во фамилијата, затоа што кај него, значи, дошла среќата и ќе биде беричето за таа година. Тоа се еден обичај, убав обичај. И сите треба да или да каснат од тоа парче леп. Да, секако сите. Иначе во Вевчани не сум биде ниш, ги почитувам, ги поздравувам. Благодарам, поздрав. Благодарам и вам, еве, што се јавивте. Јас си ги охрабрувам, еве, можеби некој во Вивчани во моментот гледа црвена линија, па може онака да ни долови всушност кое е вистинското значење за големата и најдолга традиција во Европа за овој Вивчански карневал. Верувам дека жителите на Вивчани се исклучително горди на својата традиција, обичаи пред се на карневалот. Добро вечер. Добро вечер. Од каде ни се јавувате? Јас сум на линија. Да, вие сте на линија, ама од каде ни се јавувате? Од Делчево. Од Делчево. Ајде малку да проговориме за обичаите и традицијата за Стара Нова година и Василица во Делчево. Стара Нова година Василица се вика во Делчево, Свети Васил, а по-старо се вика Сурова Нова година. Сурова. Добро, што се прави? Еве, пренесете ни како изгледа тоа. Која песна се пее? Ало? Еве да ни откриете како изгледа одбележувањето, да, која песна се пее, што правите, кои се адетите во Делчево? Стара Нова година во селото, посебно се јавам во село Звегор. Звегор. И добро, како е традицијата, еве, што се случува? Слушајте, еве. Во Стара Нова година во село Звегор се почитува многу. Така? Уште од Сабаљево на полноќ, после 12 часот вечерва, тргнуваат сите василичари, се вика. Така? Свети Васил, василичари се зборува и има голема програма. Време излагањето е 90 секунди, ама еве голем поздрав до вас. Благодарам што се јавивте и секако ќе ве охрабрам во текот додека трае црвена линија да се вклучите и еве да раскажете како изгледа во вашето место, вашиот крај. Овој пат гледачот беше од Делчево. Се разбира кои се адетите, традицијата, како изгледа целата таа приказна, нели, околу дочекувањето на Стара Нова година, доколку тоа го правите. Ве слушавме најинтересни обичаи, кои песни се пеат и така натаму. Добро вечер. Добро вечер. Ало? Добро вечер, вие сте во црвена линија. Добро вечер. Од каде ни се јавувате? Се јавувам од Битола. Од Битола. Добро. Да. Еве, што би издвоиле вие? Што би издвоил, ево да ви кажам тоа. Ќе се вратам само неколку дена поназад, кога беше Коледе. Добро. Толку ме иритираше тие песмите што се пеат во Скопје за Коледе. Па дајте нека поминат малце до Битола, до Прилеп, до Кичево, нека видат какви убави песми има за Коледа да се пеат. Во Битола што се пее за Коледа, еве да им кажеме на Скопјани? Она што се пее во Скопје е измејување на денот. Така, а во Битола еве што се пее, тоа сакаме да дознаеме. Во Битола има точно толкова и песми за Коледе. Не случајно е речено дека Битола, Прилеп и Кичево таму дека се центарот на Македонија и дека имат најискрени и најточни показатели и за говорот македонски и за црквените работи. Шо е она што се пее во Скопје, она е резил да му се види. Не е море. Дали вечерва еве ќе имате на вашата трпеза пита со паричка? Сега то вечерава ќе биде така со паричка, се пали оган. Посебно Битола ги
Така, верувам, само ќе ве подсетам, внимавајте на тајмерот и се разбира кога ќе се вклучите во црвена линија, потрудете се да не си правите предолги паузи, бидејќи времето истекува, но како да е и вас ќе ви се заблагодарам пред себе дека ни се јавивте од Битола и те слушнавме од гледачот дека едноставно според нив битолчани, прилепчани, далеку побави песни и соодветни пеат за разлика од скопјани. Добро вечер за следниот гледач или можеби гледачка. Добро вечер. Па, вака би кажал, што се однесува до верскиве сега бидејќи нели ова Василица доаѓа, стара нова година по јулијански календар. Наречито кај јас што живеам, најпретежно сме дојденци кои од каде у нас од Вадрачево. Така да едни си тумачат, другите другачи си тумачат, некои спомнуваат некои странчинари таму, не знам како ги викаат. Некои другачи нешто таму, ти кажува, некој паричката била на Бадник, некој паричката била на Василица. Кај вас кога е? Вечерва, на полнок или можеби помина за Бадник? Да, тоа првото Бадникот, бака по-реално. Каде се падна паричката? Па, веќе, значи, нели, кога веќе правиме религија, кога сакаме да бидеме христијани, православни, некоја логиката мене ми каже, не дека друго, дека би требало на тој датум да се прави, не на овој. Ова веќе само пречек на нова година, земјата свртела еден круг плюс у незина кариера и тоа е све за мене. Али ми е мука, а овој вевчанскиот карневал, што е многу санкциониран, не му се придава значение скоро на ниједна телевизија. Мислам, не знам, кога ќе биде? Утре или како ќе биде? Па веќе стартуваше, трае 3 дена, кажете ми, вие дали сте биле на овој карневал? Ќе одам, утре ќе идам таму. Да, поздрав, пријатно. Поздрав и секако очекуваме да пренесете впечатоци, да ги поздравите жителите на Вевчан и секако убаво да си поминете. Благодарам што се јавивте во црвена линија. Добро вечер за новиот гледач во црвена линија. Добро вечер. Ало? Добро вечер, црвена линија. Ме слушате, да? Да, ве слушаме. Од каде ни се јавувате? Од Скопје. Од Скопје. Ете, рекоа, од Битола се јави, рекоа дека ние во Скопје не пееме убави песни за соодветни за Чекате, дали си збориш или ова на спикерка овде? Кажете уште еднаш? Добро, вака. Сега, сакам нешто да појаснам. Нашата православна религија е истата со католичката. Значи, ние после 13-тиот век црквите се подвојува. Значи, 13 години се водела по оваа политика. Односно по оваа славење на православијата. Сега, тие кога се одвојува, значи, ние не треба да се понижаваме, дека некои имаме помалце од они имат 7 години славење, 7 века, ние имаме 13 века славење на ова нашата православие. И сега сите ние викаме, не чинела Василица, не чинела Стара Нова година, па пред оваа година Василица или Стара Нова година се славело од јулијанскиот календар. Јулијанскиот календар е пред 2223 години. Значи, што е тука чудно и просто и за македонците што зборат за ваква слава, ние нашите слави, ние словенските слави што сме ги имале, ние ги имаме постари слави него ли христијаните, односно католиците што ги наметнаа, меѓутоа тие се богати луѓе и не подкупија. И не затрупаа со пари и сакаш, некојаш можеш да им подлегнуваш. Еве бугарите подлегнаа, другите подлегнаа и ги слават нивните затоа што ете на некој начин се подвоиле тие папата и нашиот ванселенски владика тие на некој начин. И мене затоа македонецот не треба да се понижава. Македонецот треба да се горде што ние нашите православните Василица, затоа што ја слават како нова година. Ова нова година и католиците ја славија 13 века. Благодарам за јавувањето. Се разбира,
Ке подсетам оние гледачи можеби што сакаат дополнителни 90 секунди и се чувствуваат недоискажано додека траеме, не е забрането, имаме 5 линии активни на 02-307-0005. Слободно завртете го нашиот број и ќе продолжиме со дискусијата. Хајде малку сега пак на Твитер. Твитер некако ги издвоив овие твитови, бидејќи Твитер заедницата имаше поприлично доста напишано и за денешниот ден, кој што е петок 13. Па злобната напишала петок 13 и ретрограден Меркур во едно. Тоа значи би требало да биде многу тежок ден, но најверојатно и не е така. Иницијал Д напишал среќен петок 13 на сите што го слават. Одиме со следниот гледач во црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Ало, добро вечер. Секој добро, вие сте во црвена линија. Ристо се роди. Вистина се роди. Од каде ни се јавувате? Се јавувам од Битола. И супер, многу гледачи од И Битола. ќе ви ја кажам песната која што се пее во Битола, за разлика од морбитната песна што се пее во Скопје. Песната гласи: Коледица меледица и по неја Василица. Еднаш ми е во година како цвеќе во градина. Коледе, бабо, коледе, дај ни едно костенче. Едното за мене, другото за другарчето. Прекрасно. Што би издвоиле еве друго од Битола? Може би нешто гледачите кои што се јавија пропуштија нешто да надополните? Да. Поздрав и секое добро. Се најубаво. Се најубаво. Благодарам еве што споделивте прекрасна песна. Па, еве, како може запаметете и да можеме и во Скопје да ги пееме токму овие песни. Добро вечер. Да можеме во Скопје да ги пееме. Стишете го тонот на телевизорот, ве молам. Добро вечер. Ето, сега ќе се повтори таму како велам да се стиши тонот. Намалете го тонот на телевизорот. Дали се слушаме сега? Добро вечер. Еве сега по кој знае кој пат. Значи ве молам, кога ќе го завртите бројот 02-307-0005. Јас повторувам многу пати, ама најверојатно ќе мора да продолжиме да повторуваме. Повторувањето е мајка на знаењето. Значи, од кога ќе го завртите телефонскиот број, ќе ве вклучат во црвена линија. Веднаш, ама веднаш, намалете го целосно тонот на телевизорот, изборувајте со мене само преку слушалка. Нема да досне звукот, нема да има повторување, нема ја да се слушам таму некаде од каде што гледате и секи си тече одлично. Добар ден, добро вечер. Здраво. Здраво, од каде ни се јавувате? Од Битола. Од Битола, нов гледач од Битола, повелете. Да речам за многу години, ова година да биде нормална. Некако сите пеколни наназад. Така се сложувам, јас посакувам секој добро. И денес се случи да гледам на една друга телевизија, во тој период не сум во домот, ама оставам специјално флексибилно работно време имам, дека информација од една партија, да речем мала партија, за мене е голема партија, вели имало дозволено е, да речем, ако се соберат доволно број на подписи, да има референдум во мај месец. Значи да се соберат доволен број на подписи. Заверено во некоја си таму институција кај нас. Од понеделник почнува прибирање на подписи. Денес зборуваме за обичаите и традицијата за... Ама ова е многу битно нешто. Да знаат од понеделник во сите општински изборни комисии, канцелариите, да... Благодарам многу. И јас себе ќе подсетам зајавувањето и ќе ги подсетам сите оние кои што ќе се вклучат во црвена линија. Значи, да се држиме до темата. Денес зборуваме за обичаи и традиција од вашиот крај. Одиме сега со реклами, па се враќаме повторно назад.
И, драги мои, еве имаме доволно само време за да ви ги покажам и резултатите од Инстаграм анкетата. Јас сега го само ќе ве потсетам задолжително за следете ни на Фейсбук Црвена линија, заследете на Твитер Црвена линија, а ако не заследите на Инстаграм, како што тоа го прават нашите инстаграмџи, ќе можете да учествувате и во анкетните прашања. Денес прашавме дали сте биле во Вивчани за време на карневалот. Со да одговорија само 11%, а со не 89%. Благодарам за сите оние кои што се вклучија во ова денешно издание на Црвена линија. Од понеделник нова тема, нови предизвици, а од мене довидување, имајте најубав викенд.